Почитувани, добар ден. Време е за црвена линија. Илинден е еден од најзначајните празници во Македонија, кој ги обединува историјата, државноста и секако традицијата. Во Крушево и Ташмаруништа ќе се одбележи годишнината од Илинденското востание, а во Пелинце ќе се чествува Асно и темелите на современата македонска државност. Што представува Илинден за граѓаните денес? Историски символ, национално единство или празник што ја чува традицијата? Ова е централното и главно прашање на ова денешно издание на Црвена линија. Секако ве очекуваме да дадете одговор на истово, но и да продискутираме секако за Илинден и секако за паралелно за чествувањето на Асном. Меѓу другото, ќе ве потсетам секако да го завртите нашиот добро познат број 023070005. Задолжително ќе наложам да се намали тонот на ТВ приемникот од причина за да можете веднаш да се вклучите во програма без да немате чувство дека веќе сте во истата. Бидејќи неретко се случува, ако не го почитуваме ова правило, да гледачите бидат превземени од режија, но бидејќи не се слушаме добро, не е намален тонот на телевизорот, неретко и се исклучуваат. А секако секој еден од вас е добре дојден во ова издание на Црвена линија. Во своите 90 секунди, секако ќе потсетам, прашањето кое што денес го поставуваме до сите вас е што представува Илинден за граѓаните денес според вас? Дали е тоа историски символ, национално единство или празник што ја чува традицијата? Кога сме кај прашањата на Црвена линија, секако и во ова денешно издание задолжително ќе ве упатам на Инстаграм, односно се што ви треба е профилот на Црвена линија и профилот на Телма телевизија, а што не заследите, веднаш кликнете и на Инстаграм стори. Прозорчето ќе го отвори денешното прашање. Тоа изгледа токму вака. Анкетата на Црвена линија денес прашува дали некогаш сте биле на прославите во Крушево или Пелинце. Како што гледате, имате 4 опции за одговор. Под А да и во Крушево и во Пелинце, под Б да во Пелинце, под В да во Крушево и под Г едноставно не. Кој е вашиот одговор? Секако кликнете на полето кое што го содржи одговорот, не ги впишувајте во ДМ и инбокс, бидејќи потсетувам така не влегуваат во главната пресметка на резултатите од анкетата, а резултатите ги објавуваме конкретно секој едно издание на Црвена линија и секако на Инстаграм стори, каде што ќе останат објавени во наредните 24 часа. Ние сме подготвени целосно за вас. Уште еднаш подсетувам за оние кои што се вклучивте можеби сега, за да ја проследите Црвена линија. Прашуваме, еве, Илинден според вас што представува за граѓаните? Дали е тоа празник што ја обединува Македонија, односно дали е тоа историски символ, национално единство или празник што ја чува традицијата? Или можеби само уште еден работен ден кој што, еве, ово годинешното празнување, чествување на Илинден ќе донесе еден продолжен викенд. Одговорите ги очекуваме од вас. Добар ден. Добар ден. Убав ден, Црвена линија, ве слушаме внимателно. Ја слабо ве слушам. Ја одлично ве слушам, повелете. Да, добро. Сега слушателоците Николе, да ви кажам, тоа за мене е 3 во 1. Значи, сите тие се содржани во прославата на овој празник и традицијата и символот на гордост и на храброста и сите тие работи, така да ово е голем празник и величествен празник за нашиот народ. Јас сум бил во Крушево, и сум бил и во Пелинце, така да е тоа величествено да се присуствува на еден таков собир, особено кога бевме помлади, сега веќе у години не може да идеме. А еве да речеме новиве генерации секако во секојдневно нели си го живеете животот во земјава, дали имате впечаток дека и понатаму се го чувствуваат овој празник како исклучително важен за нашата земја или повеќе асоцира на еден неработен ден плюс?
Видите, ние по старите генерации го чувствуваме тоа како стварно празник. Додека сегашните млади генерации кои што не ги познаваат добро традициите наши, тие го рачунат само како еден ден за не идат на работа. Ете тоа работа. Така, благодарам. Со вас го отвараме практично ова издание на Црвена линија со вашите одговори, секако вклучувањето во живо, но топло препорачуваме да останете до самиот крај, бидејќи по вас, верувам, ќе следуваат нови одговори и нови вклучувања. Од тука велам и добар ден. Убав ден на Косовна линија. Секако, на Црвена линија. Благодарам, па вака, ајде да кажеме правата вистина. Не сум бил ни еден пат, ни Пелинце, ни Кручевам, апсолутно никаде. Еве зашто не одам. Прво, символот ВМРО е символ на државата, символ на еден македонски народ, на сите кои живееме таму. За мене недозволиво е партија да го носи името на символот на државата. И тоа многу пати сум го поставил преку телевизиите, значи ВМРО, значи ДПМН да го отстапи тоа име и да биде поставено на сите видни места во златна рамка и да се гордееме сите. Се до тогаш не одам никаде и не го почитувам, значи затоа што не може да биде символ на државата, символ на некоја си партија. И се чини дека одека побитно е партијата да напредува, но не и државата. И резултатите досега што ги имаме постигнато во нашава држава се, значи, на база на тоа ВМРО, ДПМН. Нека се ослободат од тоа ВМРО, верувајте, тоа ќе бидат исто еднакви како и сите останати, но не и да бидат да се прават како патриоти, значи, дека сакаат државата. Зар јас не ја сакам државата, јас сум роден тука, моите деца тука роден. Јас ја сакам повеќе од нив и затоа го почитувам тоа ВМРО, символ на државата. И моето размислување, тој символ да стои секаде, на згради, на објекти, во армија, на општини, секаде, значи, да стои тој символ. Благодарам, поздрав. Благодарам и вам, секако што се вклучивте и ги дадовте вашите одговори во Црвена линија. Во продолжение ќе ве потсетам секогаш кога сакате да сте брзо, квалитетно и навремено информирани, се што треба да кликате на сајтот на, односно да го посетувате сајтот на Телма телевизија. Значи, посетете telma.com.mk, а секако ние денес во рамки на ова издание издвоивме неколку наслови. Секако ќе подсетиме дека на 27 овој месец тргна и 48-миот Илинденски конјички марш, кој што секако конјички марш се одржува секоја година во пресрет на одбележувањето на големиот државен празник Илинден, и тоа во организација на Сдруженијето на граѓани Илинденски марш 1978. А денес во Црвена линија ве прашуваме што за граѓаните денес веќе представува Илинден. Дали е тоа празник што обединува Македонија, символ на истреност, традиција, или може би ден кој што го доживуваме како неработен. Добар ден. Добар ден. Ало. Добар ден. Телевизија Телма. Да, ве слушаме во програмата. Едва ве добих да се јава малку да ми олекне на душата. Драго ми е што сте дел од Црвена линија, ве слушаме внимателно. Што се односи до Илинден и празнувањето на Илинден, искам да ви кажа, оти по продолжниот викенд, моментално по Македонија нема да има Македон. Сите се запалили колите и са пошли по Грција, по другите држави, а на Крушево чијат некои платеници и некои со сила. Инаку за македонскиот народ това е уште еден неработен ден да профукаа на некад. Илинден, слаба работа од Илинден. Иве, според вас, како дојдовме до тоа да Илинден се доживува само како неработен ден, по она што го кажувате? Па со стеко на тие влади, со тие криминалци, со тие такова, Илинден испари. Го нема веќе Илинден. Сега Бугарите иска да ни го земат, па народ се олади од тој Илинден. Нема веќе Илинден да се празнува како македонски револуционарен ден.
Дали некогаш еве и тоа ни е прашање сте биле на чествување во Крушево или одбележување Асном во Пеленце? Бил сам 20 пати на Крушево. Така. Ќе бидете ли една година? Ама уште од 90 година навам. Така, многу ни е драго што ете успеавте да не добиете како што ни кажавте и сега кој што еве се вклучивте и дадовте одговори во оваа црвена линија. Сите вие кои што сакате да учествувате во црвена линија, сега ќе ни биде многу драго, добре дојдени сте сите и за оние кои што можеби така вие поедноставно во пишана форма преку коментар, а сакате секако да дадете одговор во црвена линија, просторот за тоа е Facebook. Затоа тука ве молам да го заследите нашиот профил Црвена линија, тоа изгледа вака, објавена е веќе темата, но сето ова паралелно е објавено и на профилот на Телма телевизија. А прашањето е дали некогаш сте биле на 2 август Илинден во Крушево или Пеленце. Секако дел од прашањата покрај ова прашање е и што представува денес според вас почитувани Илинден за граѓаните. Дали е тоа историски символ, национално единство или празник што ја чува традицијата или едноставно само еден плюс неработен ден. Добар ден! Ало, добар ден. Добар ден, Црвена линија, повелете. Па сметам дека Илинден, јас сум од Кумановско, е двоен празник. Прво е верски празник, Свети Илија, а второ и ден на Илинденското востание, односно Крушевската република и секако го празнуваме многу свечено. Како двоен празник Свети Илија, празник верски и Илинден, ден на Македонското востание и македонската борба. Апсолутно во селата се готви по такви свечени јадења, доаѓаат гостите од градот и така пријатно се чувствува, се осеќа дека е празник. Сега кој си има летен период и одат и на одмори, тоа воопшто не е спорно, меѓутоа далеко од тоа дека се обичен неработен ден, се празнува. Како го доживуваат? Тоа сакаме да слушаме. Дали се уште го доживуваат како символ на традиција? Да, постарите ние, јас сум од таа повозрастна генерација и го доживуваме. Секако ќе подсетиме дека во Пеленце ќе се чествува јасно, па еве дали сте биле во Крушево, во Пеленце? Да, чествува и секако одиме, 2-3 сата по минут. Добро, дали е тоа се, ќе додадете уште нешто? Да, во Пеленце редовно одиме или барем преку една година, така, ако не баш секоја година. Така, благодарам, многу драго ни е што бевте дел од Црвена линија. Сега кога останете до крај, имаме уште многу доволно време да слушаме и други вклучувања, односно да ги слушаме одговорите и на останатите гледачи. Кога сме кај Facebook, веќе имаме голема активност, значи пристигнати се поголем број коментари, па ајде да почнеме и со одговорите, односно со коментарите на оние кои што се активни на Facebook во однос на денешната тема. Еве што напиша како одговор Тихомир Спасовски. Погазија се и Илинден 1903 и Асном го понижија македонскиот народ до таа мера што не можат да си ги слават заедно најзначајните празници. Нивните пишани говори се фалби, како ние сме први, втори во Европа, тешки лаги демагоги, што кај народот не поминуваат повеќе. Вечен Илинден. Благодарам Тихомир Спасовски. Ве подсетувам кој простор ви е полесен, како секако, а сакате да учествувате, вртете на 02307005 или пак пишувајте коментари на нашиот профил. Добар ден! Во Црвена линија сте, повелете. Ало, добар ден! Добар ден, одлично ве слушаме веќе. Повелете. Добар ден, драга Дина. Добар ден и вам. И сречни празнични денови да си поминиш. Благодарам многу. За темата за Илинден, тоа не е најголемиот празник, а не е уште еден празничен ден што го дават, мислам, за како не работат. Тина, многу сум нервозна, би сакала нешто да се искажам. И да тука човеците пишат петиции без веза. Моето дете псуело, срам да му е сам да ги јаде. Ве молам. Да, показна постапка. Ќе ги сузам тури у Страсбург. Цела Македонија не знае дека знае што се работи у наше неготино.
ова е срамно и жално, само си измислуват разни парти, со цел да си го оцрнат образот. Само нервози сум томна више. Не ми се живее од неготино. Да има такава куќа би ја преселила на реката Вардар би живеела. Господјо, ве молам, дали ме слушате? Јас прво ви посакувам да сте ми здрави, живи и берикетни, да животот да ви донесе само радости. Но ве молам, дајте ми одговори на ова прашање. Дали некогаш сте биле во Крушево на чествување Илинден, може би во Пелинце? Не сум била никогаш на чествување, секогаш пред празникот на нив му е чеив дате оневозможат да те не... Така, благодарам многу. Почитувани, верувам дека за многумина секојдневието во ова земја знае да биде тегомно со многу искушенија и предизвици. Но ве замолувам, Црвена линија има конкретно тема објавена и секако за да нема водење на дискусијата во една друга насока, која што и како ќе биде збунувачка за гледачите кои што можеби подоцна ќе се вклучат, да се држиме до она што е определено како тема и дискусија со вас. Верувам дека тоа нема да биде проблем, а навистина како и да не поставиме ваква тема кога сме во пресрет на еден исклучително значаен ден, празници за нашата земја. Од тука и Црвена линија денес ве прашува дали Илинден за граѓаните представува празник кој што ја обединува Македонија или само еден неработен ден плюс кој што овој пат дури ќе овозможи да има продолжен викенд. Тоа е она што сакаме да зборуваме со вас денес. Добар ден. Добар ден. Црвена линија, повелете. Па видите, ја имам некоја друга, са некоја мислење може и другачие. Значи, во Крушевете не сум бил никогаш, а сакам да отидам најверојатно чисто како Крушево да го видам, пошто ето ми бара, да. А у Пелинце сум поминал икс пати. Ако во неделското востание луѓето кога се дигнале за слобода за Македонија, значи да направат држава, значи некој во тој ден најверојатно може да и погинал. А ние го славиме денеска со тоскари, со песни, со коњаници кои ги измисли истиот од ВМРО, како се викаше, са не ми текнува. Значи, го славиме со некои измислени работи. Да се разбереме. Значи, коњаниците за не тргнале од Лисиче да стигнат во Крушево. Значи, ја немам ништо против, да се разбереме. Кој што сака и како сака, нека си го слави. Али сега ние се радуваме на нечија смрт некогаш, што ни дал слобода тука. Значи, треба ние другачие да го празнуваме она. Не мора ни да, може и да плачеме денес. Али не мора, вака не мора да го славиме. Сега прочитав нешто таму, тој председател на собрание немал да... Тој нема право, нема место он таму, тој е македонско востание, не е албанско востание. Значи... Благодарам многу за одговорите, учеството во Црвена линија и со оглед на тоа што секако еве напоменавте околу кој ќе биде присутен, кој не, верувам дека она за што сакавте да укажете е токму следново, за кое што почитувани многу повеќе можете да прочитате токму доколку го посетите сајтот на Телма телевизија telma.com.mk. За Гаши конференцијата во Египет значајна за присуство за Илинден ке недостасувал само неговиот говор. А ние продолжуваме понатаму. Прашањето е до сите вас. Дали за вас Илинден, почитувани, како и за сите граѓани во земјава, представува символ на историја, символ на државност, традиција, празник кој што обединува или едноставно само еден неработен ден? Добар ден. Ало, добар ден. Црвена линија, ве слушаме. Ало, добар ден, Тина. Од 2008 емисијата, пеконите емисија ги убедев во Мародепомани. Влада која се грижа за се, за Македонија, за историја, за градба, за се што е потребно, да се развива, да се унапредува. Илинден е сега празник,
Мислам да празници треба да се почитува и како верски државни празници во МРОВД. Значи важни. И исто беше го ведела и Вера наука уништија вие со судиите, вие рамиете судии у Кинај, домашни изданици. И друго ќе кажам, или ден треба да се почитува да се ода на Пеленце, Крушево, за тоа е македонски празник. Треба да се слава на овие заедниците домашни кои подарија на да го слават овие бугарите заедно. Бугарите кои уништува македонскиот народ, кои го масакрира нашиот народ. И сакам да кажам дека треба да се осудат со овие судии кои се највиновни за оваа трагедија. И за сите трагедии што ги направија никој не осуди. Се намерно смислено уништување и сега и со пожарите имаше камери кои ги открива и тие ги скрие камерите. Домашни изданици и преданици треба да се осудат. Само Така, благодарам многу за учеството. Особено укажувам на оние кои што може би за прв пат ќе се вклучите во црвена линија, ќе не биде особено драго да имате секогаш во предвид дека време траење на едно вклучување во црвена линија изнесува 90 секунди. Инаку еве што како одговор напиша Далибор на Facebook. Не сум бил ниту во Пеленце, ниту во Крушево на 2 август. Тоа е еден обичен, неработен ден, затоа што едноставно се изгуби националното чувство и чувството за патриотизам. Се погазија, се испокрадоа, се осквернавија, се загадија. Останавме без држава. Се прашувам зошто да идам и да славам. Бев дете од 9 години кога беше последното славење на еден празник на една преубава земја. И со волја се одеше и се славеше со ора, песни и приредби. Сега едноставно се нема ни волја, ни морал, ни љубов кон татковината. Ке се одиме само во црква да запалиме светја и да се помолиме на Свети Илија за државата и блиските. Благодарам, Далибор, ако не следите за учеството во ова издание на Црвена линија. Почитувани, како подсетувам ви одговарат, така давајте ги одговорите со вклучување во живо или пак пишување коментари. Добар ден! Намалувајте го и тонот на телевизорот, ова особено ќе го потенцирам, бидејќи ако не го направите тоа, нема да имате увид дека веќе од режија имаат вклучено во програма. Од тука неретко се случува и да се исклучуват. Добар ден! Добар ден! Црвена линија, ве слушаме, повелете. Вака, поздрав до вас и до Телма телевизија. Благодарам. Илинден како празник е навистина голем, историјата е за почитување, но се приклучувам кон групата граѓани кои сметат дека ние нема што да славиме веќе. Знаете, велат вака, минатото почитувајте го, живејте ја сегашноста и днината планирајте ја. На жалост, ама вистината е таја, 35 години ние од граѓани домаќини станавме граѓани кираџии и ние нема што да славиме веќе. Ние веќе не знаеме што да славиме и немаме причина за славење. Ние имаме единствена грижа. Како да го поминеме секој ден, обичен ден, а не за славење. Што да славиме? Тој што има, се знае кој има. Има тие што се во нависоки позиции во јавните предпријатија, тие сигурно ќе ги наполнат граничните премини, политичарите и нивните потрчковци, а сите други останати македонци, да, што рече тој во Facebook статус, ќе одиме до црква и ќе се помолиме на Бога. И толку. Премногу славиме, ама не знам што. И 35 години тоа што ќе го славиме независност, а ние 35 години треба славиме пропаст на независност. Ова е трагедија што ни се случува. Ништо не е за славење, апсолутно ништо. Благодарам што бевте дел и се вклучивте во Црвена линија. Повторно ве префрлам на сајтот на Телма телевизија, подсетувам, кликајте на telma.com.mk, а еве ја и пораката од господин Стефан.
Илинден не повикува на покаяние и на враќање кон светите вредности, верата, правдата, честа и достоинството. Па почитувани Црвена линија денес ве прашува според вас еве како граѓаните го доживуваат овој голем празник за земјава. Дали го доживуваат како символ на истреност, на традиција, историја, празник кој што не обединува или е едноставно ден забележан во календарот како неработен. Добар ден. Добар ден. Црвена линија, повелете. Благодарам ако сум јас на линија. Да, ве слушаме. Во ред, тогаш бак. Еве и попот повикал на покаяние. Треба прво да ги повика колегите негови на покаяние, па после народот. Народот е толку честен македонски народ, толку искрен, толку верен на државата и на православието, што нема поверни луѓе на сметот. Меѓутоа, еве што кажа пред малку ова слушателка или слушател беше, не знам, што го прочита текстот, вие го прочитавте од некој си Горан ли како се викаше. Да, тоа е точно, тоа е сликата во Македонија. Што е лоша сликата во Македонија и што нема никој почит на ништо и што пропаѓа Македонија, тоа се минали нашите владетели во овие 3,5 децении. Ние не наидовме на татко на државата или на мајка на државата. Ние деца од почетокот почнаа да работат, деца, владетели, деца, директори и така до ден денеска, кој што ќе се стави дете на функција, додека се најаде напие, не знае колку да плачка и како да плачка, дозволени карти да трошат за што сакат, купува што сакат, ама тоа ќе се така додека не се донесе национална стратегија во која што ќе се знае што е добро, а што лошо, кој нанесува зло, кој е злонамерник на државата, кој нанесува штета, да се казнуват тие. Се додека не се знае што е добро, што е лошо, се така ќе биде. Времето полека ми отиде, здрави и живи да биде. Секако благодарам што вашите 90 секунди и можноста да дадете одговор на нашето прашање ги искористивте и се вклучивте во Црвена линија. А еве што напиша пак Ласте Богатиновски. Вели, во Пилинце, а никогаш и во Прохор Пчински сум бил многу пати, на 2 август. Во Крушево сум посакувал да одам, се додека не стана партиски празник. Повеќе не ни посакувам да одам. А Црвена линија денес и како анкетно прашање ве прашува еве дали сега ќе ви покажам како тоа изгледа на Инстаграм стори, ве потсетувам да следете на Инстаграм. Дали никогаш сте биле на прославите во Крушево или Пелинце? Имате 4 опции за одговор, да и во Крушево и во Пелинце, под Б да во Пелинце, под В да во Крушево и под Г опција не. Кликнете на полето кое што го содржи вашиот одговор. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушаме Црвена линија. Благодарам. Кај нас е тоа традиција веќе 80 години. Се слави Илинден, претходно се славеше по куќите. По куќите за тој ден се спрема јагнешко месо, највише чорба, не печено, него чорба. И така дека имаш пријател или роднина или така, те посетува на тој ден и доаѓа. Сега се малку измени со овоа новото, не доваѓа по куќите, него славиме горе на манастир, имаме на селото манастир, јас сум од Делчево, према бугарската граница имаме манастир и тамо се слави. И така да традицијата прерасна у друго, ама ипак се слави. Тоа е важно што се не заборави. Можда вечерта ќе се слави исто со музика во селото, во селото Снегор. И така ќе се одбележи на еден начин, ама важно е да се не заборави. Оти некои работи што ги на еден начин поддржуваме, не е битно на кој, важно да се поддржува. Оти ако забораваш на се. Тоа е еден ден многу битен за нашата нација, за православците. И така да, ја мисля дека како така да се одбележи не е лошо. Така, благодарам што споделивте од ваш агол
Како го чествувате празникот во вашето место, ако добро разбрав во Делчево? Секако во продолжение ќе споделиме и уште еден одговор кој што пристигна на нашата Facebook адреса. Еве што напиша Жан. Здраво Тина, здраво Жан. За овие 35 години не се појави ниту еден председател, ни еден премиер кој ќе повика опозицијата, ако тие слават во Крушево, опозицијата да слави во Пелинце или обратно. Или пак да слават заедно. Не верувам дека во следните 50 години ова ќе се смени. Сега е време да ги погледнеме, почитувани, веќе рекламите. Почитувани, сега е време секако да ги споделиме со вас и резултатите од денешната анкета. Секако драго ни е што учествувате во анкетите на Црвена линија и уште еднаш подсетувам секако за следете не и на Инстаграм, секако и на Фейсбук, а што се однесува и до резултатите од денешната анкета, подсетувам дека се објавени и на Инстаграм стори. Па во продолжение еве и да ви ги соопштам. Што се однесува на прашањето дали никогаш сте биле на прославите во Крушево или Пелинце, со да и во Крушево и во Пелинце одговори 11%. Под Б да во Пелинце 0%, под В да во Крушево 33%, а под Г не 56%. Тука останува секако да ви се заблагодариме, не само што го проследивте ова денешно издание, туку и секако да ве подсетиме дека помина уште една телевизиска сезона исполнета со настани и теми што одбележаа македонската јавност. Во изминатите 190 емисии на Црвена линија секојдневно отворивме прашања што ве засегаат и се обидувавме да понудиме простор за различни мислења, аргументи и ставови. Имаше и денови кога зборувавме за надеж, напредок и позитивни примери. Но имаше и денови кога темите носеа болка, револт и разочарување. Од трагедии што ја потресоа државата преку економските предизвици и растот на трошоците за живот. Преку предизвиците кои што се почувствуваа и во здравството, образованието, екологијата и безбедноста. Останавме верни секако на нашата цел, а тоа е да ги отвараме најважните прашања и секако да ви дадеме можност да го слушнете и кажете своето мислење. Во оваа сезона обработивме повеќе од 180 различни теми. Секоја од нив беше важна во моментот кога ја поставивме, но некои оставија посебен белег. Тоа беа теми кои предизвикаа најголем интерес, отворија сериозни јавни дебати и покажаа дека за секоја статистика стојат човечки приказни и реални животни судбини. Кочани, Гостивар, врсничко насилство, насилството врз жените, здравството, животниот стандард, иселувањето, образованието. Ова не е само подсетување на најзначајните емисии. Ова е подсетување на цела една година што ја живеевме заедно. На прашањата што бараа одговори и на предизвиците што и понатаму остануваат пред сите нас. Во оваа денешна емисија секако зборувавме за еден од најважните датуми во македонската историја, чествувањето на двата Илиндена од 1903 и 1944 година. Зборувавме за тоа што представува Илинден како празник, всушност празник кој што обединува, символ на традиција и историја. Благодарам што ги дадовте и денес вашите одговори, што вие ја создадовте Црвена линија. Секако се гледаме во наредна сезона, а од тука ви посакувам да ми бидете спокојни, мирни, во добро здравје и секако во секој еден ден од ова лето имате вистински пријател, а тоа е Телма телевизија. Останете на Телма.